ВМРО ДПМН денеска ги повика новинарските здруженија, невладините организации, организациите на локалните медиуми во наредните денови да дадат своји предлози во врска со законите за кои што се разговара на работната група за реформи во медиумите. Илија Димовски, представник на партијата во работните групи, изјави дека овој предлог бил изнесен денеска на новата средба на представниците на партиите кои учествуваа во неа. Би сакал официјално во името на ВМРО ДПМН денеска да побарам од сите здруженија на новинари, од ЗНМ, од МАН, од асоциациите на медиумите, национални, регионални и локални, сите представници на цивилното општество кои што имаат интерес од оваа тема, не само од медиумите заради тоа што медиумскиот простор не е сопственост само на политичарите, ниту на новинарите, туку и на другите асоциации кои што подразбираат силно општество, синдикатите, верските заедници, спортските асоциации, културните друштва, сите што имаат своји согледување на оваа тема, согледувања за поставеноста на законите, на проблемите кои што сме ги имале досега или онака како што треба да ги развиваме работите во следниот период, во следните 2 до 3 дена да достават до нас писмени предлози за тоа како треба да се настапува во насока на подобрување на оваа проблематика, изјави Димовски. Тој смета дека политичките партии заедно со представниците на меѓународната заедница не се доволно за градење на еден здрав и одржлив систем и концепт на развој на медиумскиот простор во Македонија. Ние мораме да имаме европски закон, закони кои што функционираат во Европската унија, кои ќе гарантираат стандардизација, професионализација, либерализација во медиумската сфера. Нема да прифатиме никакви закони кои што ќе значат зголемување на казните за медиумите или партизација на државните органи надлежни за оваа проблематика, рече Димовски. Тој ги повика организациите тие предлози да ги достават исто така и до другите политички партии и представникот на меѓународната заедница кои што учествуваат во овие разговори. А представникот на СДСМ во разговорите Роберт Поповски рече дека предлогот на ВМРО ДПМН е да се добијат писмени ставови од невладиниот сектор и медиумските организации во врска со измените на законите и реформите во медиумите е прифатлив, но оти тоа е задоснето. ВМРО ДПМН не го прифати предлогот на СДСМ, медиумите, новинарите и еснавските организации да бидат присутни на преговорите и да информираат за тоа што се случува и со каква динамика се одвиваат преговорите. Ова што денеска го прави ВМРО ДПМН требаше да го направи пред 3 или 4 недели, бидејќи роковите за договор се пребијани неколку пати, рече Поповски. Според него, за СДСМ е апсолутно прифатлив предлогот на Ван Хауте и тоа требаше да се случи многу порано. Според него, вчерашната реакција на ЗНМ, односно на председателот на оваа организација Насер Селмани за изјавата на лидерот на опозицијската партија Зоран Заев за медиумите, била негов личен став, а не став на членовите на новинарското здружение. Вработените во судовите денеска одржаа двочасовен предупредувачки штрајк со кој побараа измени на Законот за судска служба. Според синдикатот, одредбите од законот кои што се применуваат од февруари годинава се несоодветни, демотивирачки и ретроактивни. Законот, смета синдикатот на УПС, не нуди можност за напредување на постојните службеници, а голем проблем е и преземањето службеници од други институции. Со измените на Законот за судска служба, според проценките на УПС, се засегнати околу 1400 вработени во судовите и судската полиција. Министерот за правда Аднан Јашари неколку пати имал средба со представници на синдикатот и вели дека ги знае нивните барања. За жал не постигнавме да ги усогласиме ставовите во однос на тие барања, додаде Јашари. За Законот за специјалното јавно обвинителство тој потсети дека тој беше предложен од страна на претениците, а не од Министерството за правда врз основа на усогласување на сите представници од политичките партии во работните групи. Министерството за финансии денеска исплати 3,5 милијарди денари, односно 57 милиони евра за стари издадени државни хартии од вредност, достасани за исплата. До 6 декември по оваа основа ќе бидат вратени уште 5,34 милиони евра, соопшти Министерството за финансии. Оттаму велат дека на 8 декември достасува за исплата и еврообврзницата издадена во 2005 година во вредност од 150 милиони евра. За Министерството за финансии примерно останува точното и навремено сервисирање на обврските. Нагласуваат од таму. Во третото тримесечје од годинава во Македонија се евидентирани вкупно 7155 слободни работни места, од кои најмногу, односно 2269 се во секторот на преработувачката индустрија, соопшти Државниот завод за статистика. Од слободните работни места најмногу, односно 3271 се во Скопскиот регион. Најмногу се бараат работници во услужните дејности и продажба, односно 2000 работници.
А повеќе од 80 приватни компании ги представуваат можностите за вработување во Скопје на невработените лица, учениците и студентите на 8-миот саем за вработување годинава. Од минатогодишната серија на вакви саеми директно се вработени 600 лица, а компаниите пројавиле интерес и го започнале процесот на вработување на над 1500 лица. Соединетите американски држави предупредија за неопходноста од сириски или арапски копнени сили кои што ќе се соочат со исламската држава, бидејќи според нив терористичката група нема да биде победена само со воздушни напади. Американскиот државен секретар Џон Кери на средбата на ОПСЕ во Белград додаде дека Вашингтон е решителен во намерите да ја уништи исламската држава. Нема преговори со тие луѓе, би се здружиле и Русија, САД и сите останати кои се борат против нив. И така здружени за неколку месеци се би решиле, само доколку би постигнале политички договор, изјави Кери. Шефот на турската дипломатија Мевлют Чавушоглу денеска попладне ќе се сретне со неговиот руски колега Сергеј Лавров на маргините на Министерскиот совет на ОПСЕ во Белград, соопшти представник на Министерството за надворешни работи на Турција. Тоа ќе биде прва средба на представниците од двете земји откако минатата недела турските сили соборија руски воен авион. Лавров синоќа на заедничката пресконференција со министерот за надворешни работи на Србија Ивица Дачич по пристигнувањето во Белград рече дека е подготвен во рамки на советот да се сретне со својот турски колега, но додаде и дека би било тажно ако не слушне ништо ново од него. Турскиот председател Реџеп Тајип Ердоган пак тврди дека има докази за вмешаност на Русија во трговијата со нафта од групацијата Исламска држава во Сирија. Имаме докази, почнуваме да ги откриваме пред светот, рече Ердоган во говор пред синдикалците од Туркиш во Анкара. Тој го цитираше името на сирискиот бизнисмен со руски пасош Жорж Хаусани.